Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Утринско еспресо со Златев и Боцевски, почитувани слушатели, откако вчера не успеавме да пронајдеме кој е пеколниот план на Зечевич и Ковачевски, денеска можеби ќе откриеме кој е Ивица пеколниот план на ВМРО ДПМН. Ајде. Овако. Добро утро за Александар Пандов, председател на Патриотски институт на ВМРО ДПМН. Гоце Делчев. Патриотски институт Гоце Делчев, сега и го сменивте. Не го сменивме, веднаш кога ставивме името Од Гоце старт е Делчев. така. Од старт. Прва одлука без малку на Централниот комитет на Патриотскиот институт, затоа што ново тело беше, нели? Немавме ние тела во самата структура. Кога се формиравме, донесовме одлука дека Гоце Делчев е името на Патриотскиот институт. Пандов, знаеш, мене ми е прво, да почнеме вака од Прво, почеток. добро утро да ви кажам. Добро утро. Не кажам Али добро утро. за добро утро ќе ти поставам едно жестоко прашање кој ми е Ајде. мене недоумица, но е мислам дека е недоумица Слободно, на голем слободно. дел од јавност. Слободно. Пандов е прилично, сите го знаеме како скопска фаца, градска фаца, со мотори, со секад убаво се облекувал, Дете на двајца доктори. дете на двајца доктори, интелектуалец, бил пратеник, Убаво друштво околу него секогаш. убаво друштво околу него, ај сега да не веќе сте нели во немој нас хелснички да не се заве. Зошто слободен човек сум јас. Не да сака да каже Слободен човек не сум само јас. тоа Да. И не правил рибарски приказни од Да, нема рибарски прикрсник. Или еве, ајде поконкретно, со секојаш убава партнерка до него. Да, секој се убава партнерка до него и така натам. И сега наеднаш со Патриотски институт, со најрадикалното тело во ВМРО ДПМН, па таму бради, кубури, па коњаници, такви работи. Викам, добро, како, кај човеков влета во оваа работа? Како успеа Пандов да се ребрендира од Пандов Скопјанецов моторџијата? Знаеш, во Пандов вака со овие радикални гледишта, ставови и така натаму. Љупчо, има два моменти. Прво, еве да се вратиме малце на назад. Кој на голема врата го врати патриотизмот во Соединетите Американски држави? Најголемиот фраер од 70-тите, 80-тите, 90-тите години на Манхетен и Њујорк, господинот Доналд Трамп, човек кој што, ако за мене ти даде таква најава, човекот нема поминато и што нема проживеано. Да, он не е Меѓутоа, со оние реднециве, нели? нели? А сепак е и мултимилиардер и Три брака. Да, и што не? волку легални, онолку нелегални деца. Па немаме тројцата толку влакна на главата колку што он се има изжуркано во животот и што се нема поминато. Патриотизмот е секогаш во мода, Љупчо. Значи, можеби јас не сум го поради како заврши 2001 и оној воен суdir во тоа време, меѓутоа ти тогаш беше мал да те подсет, еве, можеби не знаеш, јас иако немав должност да облечам униформа и да застанам да ја бранам Ама ти се татковината, заборави. јас само да ти докажам. Дигитализирав касетата тебе, Добро. за да имаш у Добро. онлайн форма, како си бил Не сум заборел, во војната. Да. не, никако Да. не сум заборел и после тоа и седнавме, нели, Да. коментиравме тоа, меѓутоа во тоа време тоа беше како да кажам, значи ти униформа да облечеш, да земеш калашников во рака, да влезеш во единица лавови, која што реално беше супер стокмена како таква, со структура на луѓе кои што пред се беа патриоти, меѓутоа луѓе кои што не им беше страно и физичка пресметка и вака и онака, не беа тие луѓе од по библиотеки. Не беа доктори на науки, така речено. од по библиотеки не беа далеку бирани беа од тоа. Но
сакам да кажам дека патриотизмот или го носиш во себе или не го носиш. Сега, не велам дека е злонамерно од твоја страна тоа дека бради или коњи или коњаници или било што. Ти кажувам дека моја перцепција е тоа. Така е, но ти има заведено веројатно перцепцијата која што е како наратив наметната сега во јавноста, тоа е дека Патриотскиот институт некое не знам какво радикално тело. Апсолутно не е тоа така. Патриотскиот институт е тело како и сите останати тела во ВМРО-ДПМН, чисто и за вас и за слушателите и гледачите на емисијава. ВМРО-ДПМН има уште од времето Унија на млади сили, Унија на жени, Унија на ветерани. Патриотскиот институт не е на ниво на Унија, меѓутоа е нешто слично на овие трите претходни и ние од нула успеавме да се наметнеме и мислам да си завземеме простор и во партијата како потреба за постоење, а мислам дека и во општеството. Ретко кој што следи политика не знае и не слушнал дека постои Патриотски институт на ВМРО-ДПМН Гоце Делчев. Да. И структурата на луѓето јас те уверувам дека не е нити по бради, нити по мускули, Да, ја, например, го знам Чичко Љупчо, што е пионер на програмирање у Македонија. Да, точно. И он е у Патриотски институт. Ние имаме еден водител наш од тука, што исто така у Патриотски институт. Двајца имаме кои се во Патриотски институт. Патриотски институт е... Бичикле е поливалентен, него повеќе структури истовремено знае. И така натаму. Уште овој ќе те препуштам на Боцевски. Гледав една дебата помеѓу Никола Димитров и Максим Димитриевски, заедно ја гледавме долго очекувано со Ивица Боцевски. Дали Максим Димитриевски и Никола Димитров за во Патриотски институт се спремаат, пошто ги гледам какви ставови има. Да. Ги гледам дека ставовите им се например Ивица беше еден од порадикалните бранители на ова со Бугарија и така натаму. Ја морам да констатирам дека Мислиш бранители на отпорот, не на... Да, бранители на отпорот, да. Гледам Димитров го надмашува по лека. Тука ти е исто и Максим Димитриевски кој од позиција, нели, на СДСМ поранешна, исто води, како се вика, бој води за Македонија, као да е Пере Тошев се однесува. Некако ми се чудни овие, ќе ги примите ли, аплицирале ли? Ние се смеевме со Богдан да ги земеме као членови на извршен комитет на Патриотски. Реално ставовите се сега кога беа пред неколку дена на дебатна емисија, јас кога ги гледав, кога ги слушав, викам човече, дали се овие истиве луѓе, да не ја нешто ми се спие, досна да не, што е работава. Мене ме радува да ти кажам, Љупче, што повеќе луѓе сватат дека Македонија, вака како што е водена од СДС и ДУИ, дека оди во погрешна насока и во надворешната политика, а и богами во внатрешната политика, тоа е добро и за Македонија и за политичкото живење, затоа што тоа значи дека час поскоро кога беше кај вас еве го гледав Жоро. Пази. И Жоро е за Патриотски институт. Па, Жоро. Добро, ма Жоро има историја. Има, нема зборка за Жоро како новинар, јас исклучително го почитувам, нити пак велам нити денес дека не. Но Жоро факт е дека и ред други луѓе као еве Максим Димитриевски или Никола Димитров ли, односно Никола Димитров беше потписник на тој преспански договор, чисто да се подсетиме. Сега немал дел од тие луѓе кои што биле перјаница и кои што ги бранеле политиките на ДУИ и на СДС и тие договори дали се преспански или софиски, тие сега се против нив. Тоа мене ми е мило, затоа што јасно е дека овие политики сега Ковачевски и Груби кои што ги водат за кратко време ќе паднат во вода и дека сепак Македонија ќе може да се ресетира, да се рестартира и да тргне по здрава патека. Ова сега што го одиме ние се е, само не е патека.
Инаку, Љупчо, да ти кажам, со него ми тргна на полукавга, па на другарство негде 98 99-та Да. односот. Ме праша, вика, шо ми смета ке ВМРО, викам, бе, немате вие монопол на патриотизмот, и од тука ни почна моветот. Меѓутоа не е битно. Битно е дека од секоја сме го зборували ова, не треба да има никој, нема, нели, монопол на патриотизмот, секој може да биде патриот, независно Така е. од кој етникум, од која партија доаѓа. Таа црта, нели, искрено сега, добро, Максим не е само од сега, си покажува и он дека има една нишка, може би не му е доминантна, овакво зборуваме за патриотизмот е. Меѓутоа види, ајде во Америка има ли една од двете, која од двете партии е попатриотска? Не можеш. Види сега, ја малку ќе бидам Републиканската саркастичен. како? Републиканската немој, не. И вака Не сега, е така. да бидеме сега реални, ја мислам дека секој македонец на неколку раки е за во патриотите. Мене тоа ми е некоја. Знаеш зашто? Прво, поради експресијата што ја имаме ние како народ. Дури и заев да го седнеш тука, ако го ставиш во една опуштена атмосфера, ако го ставиш од душата да му говори, он ќе свати дека таа душа македонска е. Не, знаеш околу тоа што Да, ама не, Љупчо, само знаеш, извини, знаеш во што е разликата? Да, се согласувам ја со тебе дека секој еден од нас е патриот, меѓутоа патриотизмот знаеш во што се мери? Што ќе вложиш ти И што ќе направиш за и тоа? што ќе направиш за тоа, свесен дека можеш многу да изгубиш. Да, се согласувам. и доброволно. Не е да е тоа за кај пари за едно за друго. Кај мене, јас најголем дел од луѓето за 27 април не ги познавам. Меѓутоа, чино дека свесно влегле во нешто кое што еве го сега и ден денеска испаштаат луѓето по колку, по 6-7 години се внатре, Што е страхотно. за мене ги прави посебни тие луѓе. Без разлика на нивниот бекграунд, што било, како било претходно, што... Значи, дали или е не она што ти го кажам, 2001, јас 2 деца сум имал тогаш. Едниот помалиот син 1 година, другиот 4 години. После, од кога бевме ние во Јагуновце, после тоа дури оние 6 случаеви што ги и ден денеска не исчезнати луѓе од 2001 година македонци, тие после тоа на истиот тие делови Туденце, Јагуновце, Ратае, Жилче беа фаќени и ги снемуваше луѓето. Замислите каков трофеј ке беше тогаш. Тогаш бевме заедно со Филип Петровски, двајца пратеници, членови на извршен комитет на ВМРО ДПМН, да не фатеа или да не ранеа или да не било што, пошто траеа тогаш се уште траеше конфликтот. Не и се. Муабетот е дека секој еден така е. Со неколку чашки се удара во град. Меѓутоа, зашто е спремен он да жртвува за дали е тоа само на астал или во некое друштво или кога е трезен одлучува. Да. Овако. Не, друго е. Љупчо си прави шеги постојано на сметка на сите. Овако, инаку честа тема му е тука, вика дека чудно му е што Наум Стрелковски не е едно од иконите на Патриотскиот институт. Он е фаца само за тоа. Човека по физику. Добро, ама ти затоа што ти така го перцепираш. А вие ствари кои знаеца го гледате. Не, ти го перцепираш патриотскиот, не него. И ја го перцепирам онаков какав што е. Но ти патриотскиот институт го перцепираш по Као горштаци. Као горштаци, такви ликови као Наум. Собран. Беше организм. Горско началство. Горско началство и решив. Како беше решивме она за следниот Илинден, ние ќе донираме едно джамаданче вака за него срмено. Сакаме него да го облечеме. Ја плаќам да го видам него облечен. Како во политики забавни кобуците на ума. Кога баш се сме на истава тема е гледаш коинциденција, пред неколку години имаше некој настан во Грчи и се смеевме со него. Меѓутоа тоа каков коин треба да биде некоја мешавина на слоник и конј за да може него махараджа да го качи од напред не со слонови кога одел Александар. Да. Види, на страна шегите ви забележуваат за она што се облекувате, нели за тие Како се облекувам? Илинден и така. Јас само се облекувам, никој друг. Добро, има и другиот патриотски. Нема. Колку конјаници имаш овој пат? Па тебе ти забележуваат. Ја нека ме забележуваат, Сега да. вака да бидам искрен,
без да те јас секој Илинден, нема Илинден сега да не видам у серија прво нешто на Facebook, Инстаграм. 30 слики од тебе, сите што ги споледуваат, види го, па еве после ќе ти извадат на мотор, си се качил, па кај бе овој вака, па после ќе ти извадат слики Лјупчо, од плажа и така на. Веде, другар, ако те интересира како се прави пиар и сакаш да ти има, тогаш тоа е една тема. Инаку јас со политика се занимавам. Нормално е да иде. Јас сакам да ме има мене, нели? Да, уствари не навредуваш, никој не правиш никаков скандал, а сите те гледаат. Дали на некого сум му се допаднал јас како изгледам облечен во велосипедско и возам велосипед, моторџиски возам мотор на конј кога сум качен или што ја знам, или во смарчено доле. Ако тоа му е интерес на јавноста, зашто да не, мене тоа не ми смета. Меѓутоа јас апсолутно не правам ништо лошо. Јас само афирмирам конјаницата прво, така, треба да се разбереме дека се повеќе конјаници, главна и основна е онаа која што е од 78 година, организирана од Борис Мејковски и уште двајца негови другари. Тројцата седуваат на коњи од Лисиче и одат до Крушево. После тоа станува традиција и наследници на тоа е, така да ја речам, лисичанската конјаница. Таа е главна конјаница. Меѓутоа има уште неколку конјаници. Јас учествувам во на кое што е така се нарекува патот на Илинденски марш, патот на Срешовото топче, односно оние познато Срешово топче во Крушево што било не било правено во Крушево, туку во Бигорскиот манастир и двајца или тројца монаси во тоа време на коњи ги носат тие две топчиња од Бигорскиот манастир до Крушево. Ние токму по тој пат одиме од Бигорскиот манастир, позади се качуваме до Галечник, па од Галечник до Кнежински манастир, од Кнежински преку Кичево до Цер, па од Цер Крушево. И е многу убава традиција која што за жал овие неколку години, затоа што е СДС на власт, е супресирана, едноставно е се гледа на секој начин да биде девалвирана, да биде учесниците во конјаничкиот марш да бидат представувани вака или онака. Тоа е супер традиција која што јас како член на ВМРО ДПМН и како човек кој што е во раководството на ВМРО ДПМН и јавно ветувам и тврдам дека тоа ќе биде издигнато на многу повисоко ниво во оној момент кога ВМРО ДПМН ќе биде владеачка партија и кога ние ќе го организираме не патриотскиот, него настанот за Илинден на Мечкин камен нема да изгледа вака како што изгледа. Чекай само да ти кажам, се Лјупчо тука зборувавме, он се чудеше дека и такво нешто има. Дека студира во Америка и во Зекиси, у Тенеси, у Шило, се вика местото, поминуваме. И му викам на овој другаров од Скопје, бивме, ај овдека да застанеме, демек, шо ти е, пак некоја твоја, викам, битка имала од граѓанската војна, а дека пак е се... Одиме таму, гледаме, облечени у конфедерални униформи, ликови, кои сте вие? Лупам се на памет, не знам, 6 од Кентаки, не знам, чета, шо правите? Тој го вика, тоа не реинактмент, повторно, нели, оживување на битката. Ај, викам со вас и ние да одиме, некои 6 сата бевме со нив и кој се луѓето те интересира. Си мислиш вака некои екстремисти. Нема врска. Знаеш, еден автомеханичар, друг финансиски брокер, трет универзитетски професор, четврт, не знам, средношколски професор, едноставно љубители на американска историја, си го почитуваат тоа и си нашле некое хоби и се дружат, меѓутоа и обновуваат приказни околу тоа што било, како било, па низ генеалогија гледаат дедовци, прадедовци што се бореле таму. Тогаш види, тоа ми е мене, како да кажам, има една убава црта во цетот. Битката во Ватерло секоја година се обновува, има обнова, да, убава термин, да. Буџетот со сигурност го кажувам, ама сега ми се отвори дилема дали е 2 или 4 милиони евра трошат за повторно да направат костимографија едно друго. Кај нас не знам под кое министерство е, веројатно за култура, организацијата на Илинден, не знам, за конјаницата не даваат воопшто ништо. На ни една конјаница, ни вклучувајќи на лисичанската,
Тоа мора да се промени, затоа што повторно ќе речам, тоа е убав настан. Јас релативно доцна, ја пред 3 години почнав да одам со конјаницата, меѓутоа реално е единствено доживување тоа и тоа е као ажилок за секој еден патриот, да ги видиш и гледаш работи кои што не можеш на друг начин едноставно, освен така помина со коњи, на места поминуваш со луѓе, се гледаш со... Ви интересна партија сте ВМРО, имате од луѓе што на коњи се качуваат. Имате и со електрични тротинети. Зошто не направиме една колизија на минатото и футуризмот и иднината, па до година наместо со коњи со електрични тротинети да одиме кон... Може и двете. Може бе, види. Јас као љубител на мотори, меѓу нас кажано, и слушателите и гледачите на емисијава, сум размислил зашто не и со не може со класични мотори, меѓутоа може да се направи со кросови. Пошто е многу има камења, странно, да, може со едноставно ние Мечкин камен и Крушево и сето тоа, мислам дека можеме многу на повисоко ниво да го кренеме и тоа да биде реално настан за секој еден македонец кој што сака да биде убав настан тоа. Сега е Знам дека беше многу нервозен. Достоинствено беше лани или не? Не, јас да не ги замараме сега луѓе. Едноставно, пази се Ивица. Они прават се да не тргнат нас на страна, да помине протоколот, као што беше и за 4 февруари. Они да одат, да положат свеќе и да немаат никаков контакт. Ни со луѓе, ни со народ, ни со конјаница, ни со ништо. Нас не оставаат. Ние под протоколот сме, реално кога сме во Крушево. Претходно ние си имаме свој протокол на движење, но меѓутоа таму веќе кога ќе влезеш во Крушево се знае кога се дефилирани зградот, кога се оди на кај Мечкин камен. Ако се сеќаваме на години во време на ВМРО ДПМН, кога конјаница не имала реално големо значење на тој настан, сега има најспоредно ни гледаат да не тргнат на страна, односно да направат се да се почувствувате што понезначени или, но тоа нас не ни смета. Јасно. Се вратиме на актуелниот момент. Љупчо, вчера бев почестен што добив покана од председателот на МАНУ, од академик Љупчо Коцарев, на годишното собрание, но одржа еден вака план. МАНУ ќе те зимаат бе? Не бе, како чека. Немам доволно опус, таму сепак се знае, мислам, како се влегува. Таму ти ќе видиш тинејџер. Не, таму сепак влегуваат луѓе кои што ставиле голем. Имаше еден наслов на времето, вика, наваму натаму сите во МАНУ. Кога се пријавија 100 и кузор луѓе. Меѓутоа, вчера беше многу интересно затоа што тој има една интересна биографија. Коцарев е нашиот најголем експерт на сите времиња, врзан со вештачката интелигенција, човек кој што има најдолг престој како професор, нели, професор што предавал, а не што се шетал таму на разноразни програми на американските универзитети, бил во Калифорнија на оние познатите врзани со вештачка интелигенција. Вчера одржа еден жесток пламен говор, многу интересен, каде што меѓу другото повика дека во моментов тој вели не треба да поминат уставните измени и влезот на бугарите во устав, затоа што вика тоа е само еден влез на Македонија во еден вечен кошмар, го парафразирам, не го кажа тоа баш вака, и дека треба да се издржи и да се седне на маса и потоа да се направат услови за почеток на македонските европски интеграции без спорење на нашите идентитетски одредници. Сега, Пандов, треба ли да влезат бугарите во уставот? Не. Значи, одговорот е не затоа што вака како што се поставени работите никако тоа не треба да се случи. Ние сме подчината страна во овој спор сега со Бугарија. Добро. Ние сме нападнатата страна, ние сме страната која што се бара од нас отстапки кои што мислам дека не може да се побара од било кој народ или било која држава, односно од нас како услов
пред нас е ставено мишење на нашата македонска историја и прифаќање на нивната бугарска историја. Добро. Полно пати и јас и ти и Љупчо сме го дискутирале и сме го дебатирале тоа, дека тоа, ако ја прифатиме ние нивната историја и нивното гледање на настаните, како се случувале од средновековие до... Што останува за нас? Остануваат во таква ситуација тврдењето нивно дека ние сме народ од 45-та година навак. Да. Сега, последната работа која што е останата, за да се продолжи натака, вака како што ја тера, што ја започна Заев и Димитров, а сега како што ја тераат Ковачевски и Османи, е Уставот. Тоа ВМРО ДПМН нема да го гласа и нема да дозволи нема да прифати промена на Уставот во ваква ситуација како што е. И јас одговорно тврдам дека овој пратенички состав и математиките на крајот од денот и се гледаат и кажуваат и овие и оние не се дека нема да има промена на Уставот. Меѓутоа сме зборувале со тебе јасните си делимите на јавноста. Значи после оној дебакл со Преспанскиот договор, оние 8 пратеници кои што го направија тоа што го направија, па со нив нема кој не се сретне. Ја мислам дека че ги се сретна Бајден, не се сретна. Веројатно и он се сретна, не е битно. Овакво. И Трамп, не знам кој, не е битно. Меѓутоа, тие во моментов не знам ни каде се наоѓаат тие 8 ликови, но во свеста на македонскиот народ, значи не зборуваме пошироко, не само ВМРО ДПМН, пошироко, остави тоа една лузна во ВМРО ДПМН. Токму затоа е прашањето. Значи, во моментов фокусот на јавноста која што сака да се случува државата е врз таа партија, не е врз СДСМ. Ивица, имаме од слушатели пораки, вели Коцарев за председател на Македонија. Бе себе за таа работа ќе се одлучуваат, има време до председателските избори. Добро се, јас академик излези Коцарев, народот те бара, е муабетов. Се шегувам. Во секој случај, еден толку врвен интелектуалец во моментов зборува на тие теми е добро. Дај Боже да ги има уште повеќе, не знам, тоа така е. Се согласувам и пошто за жал од тука изгледа радикалноста кај одредени политичари, затоа што голем број на интелектуалци кои што се платени, зимаат плата од државава да го прават и да ја бранат Македонија, тоа не го прават. Поединци се. Голем срам е за македонските историчари кои што илјадници ги има, не знам колку доктори на науки, кои што пак при тоа да бидеме искрени, Груевски безпоштедно ги наградуваше во периодот на владење на ВМРО ДПМН. Сега кога македонската историја е нападната, сега кога македонската историја бара од нив помош, они молчат као риби. Односно, постојат Ванчо Георгиев, постојат одреден број на професори кои што застануваат во одбрана на македонската историја, но тоа е релативно многу мал број. Отидоа ли дел од луѓе во Патриотскиот институт со Даниела Арсовска? Не, не завргаваме. Не завргаваме. Ја мислам дека веќе си навикнал. Се отцепија ли? Не. Затоа што ние сега Љупчо, гледај, ја без навред. Немој апсолутно да ме разбереш навредливо кога ти велам помал си. Таман си е, помал сум. Да. Така е. Меѓутоа, јас сум безмалку хроничар на случувањата во ВМРО ДПМН од рани 90-ти, да не речемо 90-та, ама од 93-та година сум активен јас во ВМРО ДПМН. И секоја политичка партија, во зависност од тоа дали е на власт или во опозиција, незината компактност е различна. Нормално, ако сте на власт, многу е полесно да сте компактни, да тогаш секој еден те сака. Ти од позиција на премиер, секој еден сака да биде во твоја близина, а и можностите на лидерот тогаш на партијата е за да ги закрпи тие несогласувања и тие дупки се многу поголеми. Да воведе примирие повеќе, ти знаеш од историјава на партијата, да воведе примирие. Ете нека и така. Да.
зборувам во рамки на самите партии. Да. Меѓутоа, ја не се сеќавам искрено. И ова го тврдам дека е така. Дека ВМРО ДПМН кога била во опозиција, некогаш била покомпактна од ова што е сега. Никогаш не се случило и Груевски крварел и Георгиевски крварел во периоди кога биле во опозиција. Кога биле на власт, мада и кога биле на власт имало, поготово ке Љупчо Георгиевски имаше Македонска вистинска. Да, имаше тогаш Права, крива и така. Така е, немаше он баш контрола на таа работа, тоа као Димовска го правеше, ама не до крај добро. Кај Груевски од кога дојде 2006 ги стабилизира работите и тие парчиња почна да ги прибира повторно да се враќаат кон ВМРО ДПМН. Сега во моментов има одредени тук и таму некои од времето што биле ВМРО-вци кои што денеска као нешто се декларираат као ВМРО-вци, ама тие се на една рака дали можеш да ги изброиш, кои што отворено излегуваат и ја критикуваат и партијата и претседателот Христијан Мицкоски. Зборувам изворно што биле ВМРО-вци. Стефче Гром не е ВМРО-вец, па ние сега да го говориме дали е се одметнал од ВМРО и се приклонил кон Данела. Данела е решение кое што по случај на нештата тогаш јас на анкети си има појавено. Ми се свиѓа на гласокот на Данела. Ќе ви го преземам да знаете. Па Данела, јас така како другачи на македонски акцентирањето е тоа. Чекай, ме инспирираше за едно прашање. Повторно, затоа што се враќам пак на тема ВМРО ДПМН, ти си внатре во готлото. Едно беше ВМРО, нели, 90, 91, 92. Дали ова ВМРО ДПМН го следи духот на времето? Не, Љупчо го поставува прашање често на негов начин, иронично и така натаму. И одговор го знам, не. Не тоа. Го постави иронично, знаеш, затоа што малце понекогаш заморено тоа, нели, духот на 90-тите, па не знам, вака било, така било, рибарски приказни ти што ги нарекуваш, што се случувало, како се случувало. Пандов ги живеел тие рибарски приказни. Не, ама и сега знае дека кога ќе се заврти назад, кога ќе си го дадат хероизмот. Не, ама токму затоа интересно токму затоа интересно за коментирање на вакцинирано тие рибарски приказни. Прашањето е, го следи ова ВМРО ДПМН духот на времето затоа што еве твоите синови, зборуваме децата од тие генерации, за нив суштината на македонскиот патриотизам е поинаква. Они се родени во независна Македонија, така ли е? Други се потребите. Ти си ми генерацијски многу близок, Евица. Тој период беше таков како што беше, се распаѓаше една држава. Еуфорија. Не само еуфорија, јас 89-90 служев војска, војена, и во Джаковица, гранична единица. Сега е тоа Косовско-албанска граница. Па татко ми тука си имал, пошто он доктор, меѓутоа беше зимал војна стипендија и беше во службена армија. Работеше во војна болница. И се имал спречкано со некој повисок офицер и со име и презиме мене ме прекомандуваа во Джаковица во тоа време. Така. Не, друго ми беше зборот. Јас, ние како македонци не живеевме во тоа време со таков национализм. Со набоите. Не. Меѓутоа јас бев шокиран како млад човек од национализмот кој што го носеа србите, хрватите, словенците. Поточно словенците веќе тогаш си се дружеа само меѓу себе. Ова рестово друго не само заради јазикот, зашто заради јазикот и вие меѓу себе македонците. Не, они имаа веќе, пази млади, ние тогаш по 18-19 години сме имали. Сега доаѓам веќе на 90 години, ние бевме под бомбардирани од оној национализам кој што избиваше дали од Хрватска, Србија, од секаде. И за среќа во Македонија тоа не беше така. Но не беше отровно како не беше, меѓутоа и ние страдавме од сето тоа и ние имавме, како да кажам, ако се вратиш во тоа време во тие 90 години како се перципирала политиката, ќе режеш. Сега е модерна демохристијанска партија ВМРО ДПМН, нормално дека ги следи. Види, структурата на луѓе не е иста. Тук и таму има некои мохиканци како мене, мада има во ВМРО ДПМН за цела среќа има паметници. Ние да се присетиме еден Мане Јаковлевски,
Дијана Транталовска. Покоен колјабикчета е се да се. Не, ама не, кои што се активни, Дијана Транталовска или Мане Јаковлевски или како се вика Ламбер Наудов. Да, Ламбе. Ајде, еве, од поновиве во тоа време младинска, дали јас, дали Антонио Милошевски, дали Владко Ѓорчев, дали Илија Димовски. Ние имаме луѓе кои што за разлика од пак ќе речем во СДС, ја имаа Радмила Шекеринска и никој друг. Сега ја немаат ни нејзи. Ние имаме во партијата луѓе кои што ги паметиме и 90-тите години, и 2000-тите години, и сега овие, и 10-ти, 20-ти, мора сега да одиме со краток блок на реклами, од тоа живееме, одиме со реклами, почитувани слушатели, се враќаме по рекламите за да знаеме кој е пеколниот план на ВМРО ДПМН. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Life is waiting for solutions. Ooh, I never
Се враќаме назад, Ивица и гостинот се зазборуваа во паузата. Пандов, во јавност има една перцепција дека вас како патриотски институт и вашата доктрина и идеологија сериозно ја загрозува Димитар Апасиев. Човекот пушти, нели, си има брада, коса, тој благо војводски стил. Во исто време... Не се причи за на ВМРО да личи. Да, не се причи за на ВМРО да личи. Благо војводски. Благо војводски. Софт дюк. Во исто софт дюк. Во исто време најавуваше ќе спиел по гробови, такви работи, па не му дадоа да спие, нели? Потиде таму под дрвото у ова. Исто чув дека внатре имаат доктрина дека тие биле левото крило на организацијата, а во исто време, нели, приметливо е дека веќе почнали ками и револвери да бакнуваат. Тоа ми е последно ново, имало таму за овакво, само нема Библијата ја замениле со Капиталот, нели, на Маркс. Загрозени се чувствувате ли од левово крило Не. на организацијата? Не, Љупчо. Јас како што ти кажав и за Максо и за Никола, мене ме радува секој еден човек која ќе видам дека ќе се освести и дека погрешил во минатото. Додуше, за волја на вистина не можам да кажам за левица дека грешеле претходно, оние се релативно нова политичка партија, меѓутоа пак грешеле нивниот лидер и дел сигурно од нив во 2014, 15, 16 година како учесници на шарена револуција кој што помогна да дојдат овие сега до и СДС на власт. Во тоа време Заев, сега Ковачевски. Мене ме радува искрено да ти кажам секој еден човек кој што пропатриотски се однесува, говори и апсолутно тоа не го доживувам како конкуренција. Они слободно можат на било која партија тоа да го прави. Сад за волја на вистина СДС, како рече Заев, не им личи патриотизмот, пробале, ама не ги бива во тој дел. Како бе стигна од она на Бранко СДС и вистинското ВМРО до не ни личи патриотизмот? Тоа е интересна одисеја, а? Има разлика меѓу Бранко и Бранко Црвенковски, Зоран Заев. Има светлосни години разлика од едниот и другиот, колку ја во тоа време, тоа се тие 90-ти години, како сум го гледал тогаш Бранко Црвенковски и неговите политики, и после Зоран Заев, како сум ги гледал политиките на Бранко Црвенковски. Споредувајќи ги. Со мене го кажам дека во 90-те судирот меѓу СДСМ и ВМРО беше повеќе што е суштина на македонскиот патриотизам, за разлика од сега, кога вие викат немаме врска ние со тоа. Ивица, види се, вака да бидеме на чисто. Као прво, јас не говорам од тоа дали и денеска во СДС има патриоти луѓе. Добро. Но констатиравме дека не е тоа патриотизмот ти на слава после 3 раки или со друштво да седнеме ние сега и да удараме на Астал. Ја 3 литра крв за Македонија, 6 литра крв за Македонија. Тоа е едно така настал што ќе направиш ти. Прва 3 пати за Македонија. Финтата е да, како што беше ВМРО да помене под притисок 2014, 15, 16 година, ти да речеш, дечки, вие можете што сакате да правите. Ние не прифаќаме промена на име. И ради тоа ти да изгубиш и власт и да бидеш и затворен и било што. Да треба да идеш во надвор од земја на крајот од денот. Тоа некој само свесно го направил. И вица, тој човек Груевски можел да си спазари со State Department или со било кого, да имаше ултимативна моќ во тоа време и власт. Можел да направи 300 промени, не го направил тоа. Зошто? Затоа што и на штета. Што мисли за таа теза дека и да беше тој тоа ќе го направиш? Кој да бил? Па така зборува, и да така една од тезите која што Па како 10-11 години бил на власт, и ти дел си било тоа. Да. Дали имало притисоци?
и се издржил. Немало точно, да. Тоа е ти не можеш да ми кажеш мене патриотизам. Патриотизам е едно, па ќе речам, седнати надвор од ова, ти се гледа колку си маж, колку си во наводници маж, може и тој жена да биде преговарач. Кој да е неретко притисокот, точно. така и неретко жени помажи се од мажите во тие работи кои ќе дојде притисокот. Тука се гледа ти колку си патриот. Не се гледа патриоти, нити па јас се доживувам затоа што сум се качил на коњ или сум ставил шубара на глава. Кога ти ќе дојде притисокот и заканите од што поголеми центри на моќ, дали е тоа Министерство за внатрешни работи внатре или од некои амбасади, дали ти тој притисок можеш да го издржиш. Факт е дека СДС немало историски гледано никогаш како да речам, одлуки патриотски. Имено, бараат од нас промена на име во 93 година, односно прво знамето го сменија и она од Кутлеш знаме, тоа беше официјално знаме. Не беше Консензуално тоа, да не не беше тоа ВМРО-вско знаме, нити на Патриотски институт, тоа беше државно знаме. Тодор Петров го предложи точно. Под притисок на како се вика на грцине, го сменивме знамето. Сменивме Устав после. После тоа устав сменија, ставија она исто срамна придавка. Претходна референца. Како се викаше, не, првично беше бивша, бивша, Словенска република, да. бивша, не, прво беше бивша, па после тоа излегува. Сепак тие школовани у Кумровец, политичари од, сега да не ги менувам ово или оној, од стари луѓе си се нека си седат на рад, меѓутоа излегува на говорница во собрание и не убедува дека поранешна, која би било многу добро, па ја сменија у поранешна Југословенска република. До нивното однесување 2001 на покани има останати се документи. Прво, дезертер тие Зоран Заев, значи добива покана, се прави неспособен. Има од штабот, во тоа време Бранко беше председател, од штабот до сите нивни општински комитети да никако не се одзиваат на повиците за мобилизација, затоа што како и сега во Украина и Русија немаше доволно војска, немаше доволно полиција и се правеше мобилизација. Најстриктно беа повикувани да не се одзиваат на мобилизација. И се понатака, еве сега во поново време што се има правено, сакам да кажам кај нив континуитетот е предавнички. Зада, мислам дека овие поготово години што го направија, се ова, не само што верувам, со сета мое политичко искуство и знаење што го имам, тврдам дека после овие, поготово на тие наредни избори, СДС ќе биде исчезната од македонската политичка сцена или ќе биде донесена на ниво на Павле Трајанов, на Маја Морачанин со по 20-тројца, евентуално петорица пратеници. Сум сигурен затоа што и информација и еве веќе без оваа храброст што ја покажа Демократскиот сојуз да излезе, еве сега кој што излегува. Да. Тоа се да само тоа не би го очекувал. Кој? Во услови да е на власт да излезе од коалиција, еве да е. Кој да излезе? СДСМ. Не. Добро. Не, бе, тоа се готовани, тоа се конформисти. Готовани. Абе, конформисти се тоа се луѓе, па и ти тргни од тоа како е дојде на власт Ковачевски. Што има направено? Која кампања е истерал? Не само Ти, тоа, него како човек сега си во позиција на новинар или политички аналитичар, еве да речем. Меѓутоа имаш ти политички багаж и минато, кое што он уште не знам колку време треба да го помине и литература прочитано политичка кој што А ние го зборуваме дека уште е енигма. Кој е човекот? никој е, Имаш кој е од позиција на слуга на Заев и као послушник и така го кажуваат, пошто тој пази во време на ВМРО, благодарение на ВМРО е он некој директор таму за маркетинг во не знам која, дали во едната или другата телефонска компанија. Слики, видеа има кај што се надпреварува што посилно да плеска кога го најавуваат Груевски. Така да ние говориме за таков човек.
човек без образ, без Ама ве поддржувал. без кишма. Дали би го примиле Димитар Ковачевски Не, во бе. патриотскиот? Не, се види денеска. Него ќе го примеме. Најчесто е ќе го- по-луциден, Лјупчо. Так, мола? Најчесто е по-луциден. Да. Се подготвуваше недела дена вака, вика, Пандов сакам да го прашам, вика, дали заради, вика, талентот за глума, за поза, за фаца, дали ќе ја прими Мили Зечевич? Вардарски, како Вардарски. Вардарски. И сега види... Он много- има и псевдоним, Псевдонима. партизанско име. Ахил. Псевдоним звучи така патриотски. Ахил. Да, вие Командант сепак Вардарски, нели? Да. И Башка го има оној погледот. Знаеш за кој поглед го зборам онака? Надмен, Марк. која ќе се загледа, Марк. као он људ, све тука разбира, Или со поглед кон иднината. со поглед кон иднината, да. Сега, реално не го познам. Нити сум се сретнал, нити сум го знам вака како лик, како изгледа, меѓутоа никогаш во животот го немам сретнато. Два збора немам свртено, нити па го имам видено било кога на некоја телевизија. Има ли тој некогаш интервју некој е Нема направил? никогаш. Така Не да, еднаш беше негде, мислам. што да коментирам за човек кога една изјава му немам прочитано, една изјава му немам изгледано. Да, валја и по тоа се бираат они таму во СДС. Ете и за Ковачевски, како што нели зборуваме енигма, овој да, од времето се има вртено во СДС, меѓутоа вака како човек не го познам, не знам што да кажам. Значи, еве кога затвориме, значи овој пратенички состав не ги гласа уставните измени. Не. Нема да ги гласа. Нема зашто да ги гласа, затоа што тоа е само чекор кон провалијата. Дефинитивно не е тоа само мое видување. Туку на председателот Христијан Мицковски и на ВМРО да помене дека Македонија треба повторно да се предоговара условите за влез во Европска и тој пат кон Европска унија. Вака како што се сега поставени, се само кочница и дадена алатка на Република Бугарија да ние никогаш не станеме членка на Европска унија. Пандов. Сепак ние сме проевропска партија, ние сепак и понатака гледаме кон, односно не што сме проевропска партија, ние сме првата партија која што и се отворено се декларира и за НАТО, и за ЕУ, и за се, но под вакви услови тоа Пандов, мора да те прашам ова, затоа што ти си учесник во војната, нели, 2001 на еден или на друг начин, го имаш тоа документирано. Пак во Македонија за војна се зборува. не. Дуи го гледаме, Убава вена фати, ајде. дуи го гледаме со низа на соопштенија, му се закачија на подпредседателот на вашата партија за онаа изјава дека не може да има ваков паритет во владата, каде што огромен процент, многу поголем процент од она што е на попис албанци, имаме министри албанци во владата, односно веќе со оваа влада практично ние македонците треба да бараме правична застапеност затоа што е неправична кон нас. Но ова се придодава потоа реакциите од Дуи кои велат вие сакате војна, се заканувате со војна. И јас само во неколку моменти по 2001 сум слушнал закани за војна. Тоа е она тиранска платформа која Заев се шеташе по Швајцарија и така натаму. И еве сега повторно се будат духовите на војната. Не. Зборот војна, јас го употребив конкретно, еве да речеме пред која дата сме сега веќе? 23-2. 23 како брзо минува време. Значи пред месец дена дека ние сме во специјална војна со Бугарија. Нели? Поради нивната кампања на негација на се. Во политичкиот реченик зборот војна може поинаку да се толкува. Апсолутно тука никој не помислил, нити па во моментов постои било какво расположение за класичен воен оружен судир, така да кажам. Меѓутоа дека на задоволството кај македонските граѓани, кај македонскиот народ пред се е огромно,
дека ние тука се чувствуваме не како народ од втор, туку како народ од трет ред, дека ние едноставно постои апартхеид во државава, не само изразена низ призма на министерства и број на министри кои што се од албанска националност на сметка на македонска, туку во најголем дел или во огромен дел, еве ако сакате, институции вие да влезете, ќе имате малце дилема дали сте влегле во Скопје во некоја институција или во Приштина или во Тирана. Затоа што кај ДУИ постои докажано дека се огромни неработници, меѓутоа и дека се криминогени, дека се желни за тендер, за брза пара, тоа е веќе повеќе од јасно, но на најнемилосрден начин гледаат што поголем број и тоа само албански граѓани да начукаат во било која институција. Значи, главна и единствена намера на некого кој ќе го постават за директор или за било што управител на некоја институција, агенција или министерство, не му е да води таму политика и да ја тера таа институција за што и да е важна, туку што поголем број на албанци да бидат вработени Друго, имаме една ситуација во која што практично во Македонија се создава една перцепција, односно еден пеколен план, дека ВМРО-ДПМН и да победува на изборите, нема да може да прави влада, затоа што сите партии ќе одат во коалиција со СДСМ. И сега со последниот пример, кога влегува еден, излегува друг, ние гледаме дека СДСМ го има капацитетот да го направи тоа. Па дури во 2016-та, кога дојде на власт, 17-та се извинувам, кога дојде на власт Зоран Заев, тие покажа дека имаат капацитет да ги земат буквално сите политички партии на албанците во владата. Љупчо, ние да не глумиме тука пристојност, албанските политички партии имаат еден командант, а тоа е на Калето. Ако таму им кажат да направат коалиција, ќе направат и со СНС или со Радикална партија на Србија, а не па со ВМРО-ДПМН. Командата дали ќе се направи или нема да се направи коалиција за одреден број на политички, поготово пак ќе речем кај албанските политички партии, они се на on-off копче од амбасадата на Соединетите Американски држави. За цела среќа, ако веројатно тогаш беше таа државна стратегија, односно така беше, они сакаа да Соединетите Американски држави сакаа и ние сакавме, меѓутоа не по онаа цена на Преспанскиот договор, да станеме НАТО членка. И во тоа време, затоа 2016 година и покрај тоа што ВМРО-ДПМН победи, не успеа да состави влада. Сега амбиентот и атмосферата апсолутно не е тоа така. Напротив, нова амбасадорка на прво доаѓање, меѓу први изјави беше дека ова е исклучително корумпирана и криминална земја, а тоа е директна порака кон власта, не е тоа Зарем не мислите дека вашата немоќ како партија да правите, да имате коалиционен потенцијал со албанците и ја проектирате во политика дека еве некој друг е... Не. И зарем не мислите дека албанските политички партии си ги задоволуваат своите интереси и токму затоа влегуваат во овие влади? Ако нека е тоа така, меѓутоа ние затоа како ВМРО-ДПМН ќе направиме се да освоиме што поголем број на како се вика на пратеници и да ние не зависиме од било која, нити албанска, нити македонска друга политичка партија, а секако дека ќе бидеме и во коалиција и сега да те подсетам на крајот од денот, па не се сите алијанса еве сега влегувам, меѓутоа алтернатива не е во коалиција веќе со СДС, а уште помалку БЕСА е во коалиција. Мислите дека Соединетите Американски држави сега копчето нема повторно да го уклучат да бидат тие луѓе со СДСМ? Мислам дека не. Кој е вашиот став за војната во Украина? Еве, утре е годишнина. Да. Пред годишнината
Види, тоа е комплицирана работа, тоа е многу долга тема и многу е ризично да го коментира тоа човек ако е тоа е вака као блиц прашање поставено. Можеш да влезеш на тенок мраз па да ти вадат Да те вадат од контекст. да те вадат од контекст, знаеш. И меѓутоа жално е. Јас секако сум несреќен тоа што се случува. Меѓутоа не ме изненади сите овие работи кои што се случија затоа што имаат, јас како историчар, секој политички настан го прво се враќам на назад, што се случувало за да дојде до тој настан, затоа што ако ние го гледаме сега, што му текна на Путин на 24 февруари 2022 година да ја нападне Украина или како ја нарекува специјална воена операција да превземат. Меѓутоа таму има подолга историја има тие две држави и жално е ова што се случува, но се случува и ние дефинитивно влегуваме повторно во биполарен свет, во кој што од една страна се азиските држави, од друга страна европски западниве од западна полутопка Европа и Соединетите американски држави. Каде е местото на Македонија во според вас? За цела среќа сум живел и во оној претходна поделба кога таа Југославија беше ни вамо ни тамо, нешто као неврзани бевме ние. Но поише Меѓутоа повеќе бевме, не бевме ни вамо ни тамо, не можеш да го кажеш тоа, но западната култура е ти сме растени со Џон Вейн, кој во Бугарија растен со Џон Вейн. но тоа сакав да го кажам, меѓутоа не можам да јас никако да кога ќе направиш споредба помеѓу таа Македонија и Бугарија, они живеа во, како им се викаше, и они нели тогаш снимија некој Рамбо. Да нема фармерки. Не бе, какви фармерки. Нема фармерки. Идеш со дъвки таму едно кутивче, дъвки ги викаат мастики за жвакање. Месец дена живееш со се што можеш да замислиш, од кафани до убави друштва. Но за цела среќа сега линијата јасно е дека и границата е многу по на исток. И ние дефинитивно, за цела среќа, повторно ќе речам, се наоѓаме без никакви двојби во западниот дел. Тоа што ние формално правно не сме полноправна членка на Европска унија, тоа не е добро економски, меѓутоа сме ние полноправна членка на НАТО и тоа јасно е ние дека како сме на запад. Така е и од тука маце глупо, не е глупо прашањето беше сосема на место, меѓутоа Македонија е во војна сега со Русија. Ние немаме официјално подпишано од Пендаровски, како се викаше министерка за одбрана. Меѓутоа ние праќавме она што имавме ние тука муниција, тенкови, ние ги испративме на Украина. И тука апсолутно ние сме завземале страна како таква. Мислите дека таа страна е добра? Да, дефинитивно, затоа што Македонија едноставно, повторно ќе речем, и географски, и културолошки, и политички, и секако припаѓа на западната демократија. И тука мислам дека секој еден што може авантуристи да раскажуваат гачки, не знам ова или она, но и оле било кој политичар кој што има три чисти во ова треба да се завзема што посврсто ние да бидеме како сојузници и било кој не во State Department, било каде во Вашингтон да нема дилема дали ние сме партнери на Соединетите американски држави и си ги исполнуваме што и да има потреби за нашето НАТО членство. Ако гледаме историското ВМРО, позитивни вести за нивното работење имало само во американскиот печат. И таму се појавуваат интервјуа од овие војводи кои денес вие ги славите, кои кажуваат дека сме македонци и така натаму. Во Европа има малку повеќе цензура во однос на нив. Липчо, ова се, како ти кажам, ова е селективна кафеанска историја, батали во тоа. За историјата така да правиме, не, мислам види. Не, и во Европа, и во Русија, и во Америка, која било историско ВМРО, симпатии има. Љупчо, знаеш што е, кај е магијата, кај е кваката, кај е замката на човек кој ќе влезе да зборува за историја или полемики со, еве гледам,
телевизиите почнуваат и веројатно има гледаност тоа, па ради тоа повикуваат сега само освестени бугари и некој друг А у македонец, така да фамилија речем. никој не им се осеќа како бугари, Така е, добро, нема да, врска. да. Сега, Како За лучше историјата- иницијативата за православна црква на православни албанци, како се викаше. да, Бранислав Синадиновски. Синадиновски. Знаеш што е? За историја треба само и само историчари да говорат. Затоа што историјата е наука на рангот на секоја една друга наука. Од типот дали е медицина, дали е електро, дали е машинство, дали е било која наука. Сега, е невкусно. Јас за волја на вистина сум дипломиран историчар, меѓутоа немам еден ден работено како историчар. За историјата можат и смеат да говорат само историчари. Навредливо е, иначе тоа е као ние сега за медицина да говориме. Да, јас затоа што сум од медицинска фамилија имам некое познавање за офталмологија, нешто педиатрија покрај мајкам, меѓутоа тоа се као надри лекари сме ние. Тоа Ние патиме од надри историчари. Да, сега, ние или тие само прогласени бугари. Земал некоја брошурка, некоја книга и сега ти вади, гледај овој тога што кажал, овој што кажал. Кој си ти човече тоа да го кажуваш? А тој кафанџија бил или не е важно, архитект нека бил, градежен инженер нека бил, нека бил што и да е. За историја може да говорат само историчари и се додека секој еден си дозволува. Повторно ние надвор кога ќе седнеме можеме да говориме, меѓутоа вака официјално е навредливо и за историчарите и за самата историја. Сега тоа е друго што самите историчари не говорат. Боцевски. И ја, например, еве сега, скоро ги завршив сите книги, буквално, што се излезени од таа, не е трилогија, во многу повеќе изданија е книгата, за фондација од Исаак Асимов ја читав. И сега ја не знам кој од тие галактички идентитети да ги земам. Значи, затоа што со читање книги се... А спиеш или не спиеш тие 2 месеца? Се правел... Па не, книгата има сериозна дебата, има многу Не, диалектика бе, дали во неја. спиеш или не спиеш, ако 2 месеца не си спиел, знаеш идентитетот во Македонија. Star Wars го имам гледано. Мислам дека оној како рече на 3 месеци чита. 3 месеци, пардон. Испиење. Значи, добро, ти 2 месеца не. Читам, спијам и вика се будам. Не, ама види, значи, види, ја гледам дека некои поранешни министри од владата на Груевски почна со такви колумни со селективна историја, демек. Нашата историја била ваква, овој ја поддржал Македонија, овој не ја поддржал, глупости се тоа, знаеш. Тоа е прилагодување на историјата на наративот на сегашноста. И тој секогаш оди у ендек. Знаеме Не да разбираш. речеме дека Сао Томе и Принципе никош не и нанеле штета на И Македонија. биле стратегиски Исто Кој Сао Томе и Принципе. Тоа е една карибска држава, интересна му е како име. Да, Прв слушнав дека. Томе ја не знам дека. да. Држава баш? Да, стратегиски партнер е. Со стратегиски партнери. Канарски острови, Белизе. Канарски острови не се држава. Добро, ти е таму дело. Тоа се, да. Да. Пантов, ти благодарам за Чекај само пред ова да Ќе биде ли Македонија или да го прашам? Да го прашам кои се следните активности се ни доаѓа шеф на Патриотски институт. Види, имаме ние по опис и по задолжување од председателот Христијан Мисковски. Беше од комунизмот, по опис и попис. Да. Па добро, по Они се поблиски у комунизмот, немаше одбори кој у СДС, имаше комитети. Да. Како во ВМРО ДПМН. Меѓу главните, да не речем главна, е одржување, афирмирање на македонската историја, идентитет, култура, јазик, обичај и одбележување и величање на значајни настани и личности. За цела среќа, Македонија, македонската држава родила голем број на херои и великани македонски револуционери и има во наредниот период такви одбележувања. Јас се смеам, меѓутоа колку сакате и полувистина е тоа. Има некоја мал придонес Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН Гоце Делчев, што да речеме овој 4 февруари на толку високо ниво прв пат
од независна Македонија. Очекувате пак инциденти сега, пошто роден ден на Гоце реално ние во историски Тоа не сакам сме да го кажам, славиле. Јурчо, пази, Сега парастос треба да ние има. кога сме оделе за 4 февруари горе, имало секогаш луѓе, меѓутоа тоа било тука и таму едни. Никад немало државно обележување. Не само државна, делегација. него никогаш досега премиер и председател на Република Македонија немаат отидено на 4 февруари да положат Да, свеќе во 4 мај е друго. 4 мај, да. И тогаш знаел некој да рипне, меѓутоа Очекувате инциденти за 4 мај? види, инциденти може да има во Македонија само ако сакаат Ковачевски и Спасовски. Ако Оливер Спасовски не сака да има инциденти, нема да има инциденти. Кој што немаше последниот. Као што немаше ни последниот пат. Ама не треба да сака да ствара тензија за да дојде до таква ситуација. Ама не, тоа е од непревземање, како за Така е. многу работи. Во Македонија, заради непревземање на оние чекори кои што се задолжени, за кои што зимаат они плата, доаѓа до реакција на народот. Да подсетам, нели, дојде тука оној, како се викаше, Костадинов, кој што као го минимизира 30 пратеника има во Ние собранието, маргиналец. викаше дека Македонија е Бугарија. И на тоа мафтаа со фашистички знамења и на тоа Оливер Спасовски не изреагира. Истите тие најавија дека повторно ќе дојдат и тука после да не ги враќаме работиве како се развиваш. Сега овој пат ако однапред им биде кажано, ама тоа не е од нас како Патриотски институт, Него од ВМРО, институциите. него од институции. Дечки немат мајка што да барате таму, едноставно на клоци ќе бидете као што и бевте вратени на сама граница, затоа што имаме ние Агенција за разузнавање, имаме Агенција за национална безбедност. Во таа Агенција за национална безбедност има за секоја една соседна држава посебно оделение, кај што одреден број на момци тоа го прават. И девојки и знаат кои се тие радикални лигуши кои што би сакале да дојдат тука и да испровоцираат. Од тие причини, завршувам, јасно е дека ако сакаат да нема инциденти, нема да има инциденти и ќе помине се во ред. Ти благодарам, за поканата. За оваа утринска колизија помеѓу предавничкиот и патриотскиот институт. Кој е предавничкиот? Ја Ивица. Од кај па вие предавнички? Никој не ве доживува вас за Патриотски институт не доживува како предавнички институт, иако ние се така некои поконтроверзни политики. Не. Ја еве, ќе ми степа Ивица и Богдан таму во емисија која кажа Јас Ивица, гледај, кога било најтешко, траеме уште, така? Да. Кога на некој, ајде не бидам навредлив, а сум така условен говор, на некој кој што им беше страв таа 2014, 15, 16 година нога да става, он глава става. И сега, мислам, а се знаеле истите политики. Треба да ние му сега- дадете некоја плакетче. Ма нема врска. Тоа тие што треба да го знаат. Тоа тие што треба да го знаат, го знаат. Меѓутоа Ивица Бозевски е човек кој што докажал и покажал, па на крајот од денот и ти се релативно помлад, меѓутоа и во тоа време си стоел на патриотска линија, еве слободно да кажеме. На промакедонска линија, ако И тоа за името сум стоел и со Бугарија сум И стоел и сега така, тука но за некој не сум доволно патриот се Абе, за тоа види сега, ја не сум доволно патриот, мене ме влукаат, ваков сум бил, онаков сум бил, но секогаш ки има, некогаш и вакви и онакви. Тоа не смее да не дефокусира. Вие двајца сте луѓе кои што сте покажале, сте имале прилика. Последно прашање. Дали Инфомакс се отцепи од Патриотскиот институт? Значи, ова не е за прв пат ги спомнувам во радио емисија, но некако така ми делуваат, како да се некоја фракција што излегла од таму и станало медиум. Мене ми е жал, јас бев многу близок. Многу приватно бев близок и со собствениците на Инфомакс. Сега не комуницираме, за волја на вистина немаме ништо лошо еден према друг кажано. Лично зборуваме, они имаат против партијата и против лидерот многу лошо кажано и пишуваат и прават и таму што се не. Не знам зашто е тоа така, мислам нека им стои на чест. Мене ми е вистина криво затоа што со некои луѓе знаеш во политиката и покрај тоа што политиката е интерес, си дозволуваш и приватно да се сближиш
И после тоа е малце лошо, ама тоа е така во однос како на што ова е. што постави Љупчо, да видиме дали ќе важи онаа македонската кај што вода текло пак ќе тече. Понекогаш знаеш треба Како? каде што вода текла пак ќе тече. Да. Има една така поговорка. Да. Понекогаш знаеш во политиката треба луѓето по скопски кажано влегуваат во филм. Треба да се остават да си го извозат филмот. Да. Па на крајот на филмот да видиме кај Не се. е да така, долг е животот. Ако како вода текла пак ќе тече, тоа значи дека јас еден ден повторно ќе се вратам во СДСМ на бел коњ. Тоа значи дека таа Нема да партија постои, тогаш- нема да постои Љупчо. Таа партија тогаш ќе заземе патриотски позиции, Нема ќе да се постои. врати кон своето партизанско минато и ќе ја врати левичарската идеологија. Прогресивни даноци, убаво организирана држава и нормално закони кои ќе важат за сите. Доколку се случи тоа, стварно, кај што течела вода, пак ќе тече. Нема Во да однос- се нарекува таа партија СДС, нема да постои СДС. Во однос на оваа одцепената фракција, секој ден ми го споменуваат името, нема подкаст нивни, ја не ги гледам, но луѓе ми кажуваат, сепак јас сум сериозна медиумска фигура, имам луѓе кои се платени да ми дават, нели, како се вика, клипинг во однос на тоа каде што се говори за мене, можам само да им порачам дека немам никаков проблем и не им се љутам затоа што А кој? секој на овие што се отцепија, на секој клик заработен за мене, нека ви служи, нека ви бидат алао парите и од спонзорите кои ви ги даваат, но нека ви бидат алао парите што ги земате и од YouTube, и од Facebook, и од сегде. Јас немам никаков проблем, затоа што сум демократски лик, некој да говори било што за мене. Но, тоа значи само едно, дека на крајот сите ќе си ги покажеме ушите. Јас никогаш не сум седнал така да се пресметувам со мои колеги. Ако вие мислите дека тоа е вистинскиот начин, слободно правете го тоа. Немам никаков комплекс, премногу сум реализиран за тоа да ме навредува. Почитувани слушатели, 23 февруари 23 година. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Утре е 24 февруари, годишнина од војната, и ви најавувам една специјална едиција јас и Ивица. Денес треба убаво да го договориме и нашиот гости, но освен за војната, ќе разговараме и за македонските политички прашања и нормално после тоа тука во Радио Лидер ќе го славиме мојот 31 роден ден. Браво, честит.